Свети Кирил и Методий се браќа родени во Солун во 9 век, кои станале мисионери на христијанството меѓу словените од Голема Моравија и Панонија. Преку нивната работа тие влијаеле врз културниот развој на сите словени, поради што ја добиле титулата апостоли на словените. Тие се заслужни за изумување на глаголицата, првата азбука искористена да се препише старословенскиот јазик. По нивната смрт, нивните ученици ја продолжуваат нивната работа и дејност помеѓу словените. Двајцата браќа се почитувани во Источната православна црква како светци со титулата еднакви со апостолите. Во 1880 година, папата Лав VIII ја вовел нивната слава во календарот на Римокатоличката црква. Во 1980 Јован Павле II ги прогласил за созаштитници на Европа, заедно со Бенедикт Нурсијски. Свети Кирил и Свети Методий Солунски се родени браќа од Солун, од угледно и богато византиско семејство, татко Лав и мајка Марија. Постариот брат Методий како офицер помина 10 години меѓу македонските словени. Потоа се оддалечи на гората Олимп и се предаде на монашкиот подвиг. Овде подоцна му се придружи и Кирил, Константин филозоф. Кирил и Методий, познати како солунските браќа просветители, имаат голема улога во словенската историја. Нивното дело ги описмени словенските народи. Во почетокот на 9 век била веќе подготвена солидна основа за поширока и поорганизирана мисионерска активност во Западна Бугарија. Во тоа време Византиската империја доживува нов расцут на културен план, па овој бран ги заплиснува и градовите што биле оддалечени од Цариград, посебно Солун. Во првите децении на 9 век во Солун живее и семејството на висок службеник на царската власт, помошник на византискиот стратег на Солун и Солунската област. Тоа бил Лав со својата сопруга Марија. Нивната народност е нејасна. Семејството имало повеќе деца, но се спомнуваат само имињата на најстариот Методий и најмалиот Константин. Дури не се спомнува и световното име на Методий, кој ова го здобил при замоношувањето. Побожните родители ги упатиле своите рожби уште од најраното детство во христијанството, трудејќи се да им помогнат да ги применуваат возвишените христијански вистини во својот живот. Константин уште од својата младост се занимавал со списите на Свети Григорий Назијанзин и на Дионисий Аеропагитски. Татко му го испратил во Цариград да го продолжи своето образование во Императорското Магнаурско училиште, каде освен богословските науки, се изучувале и граматика, аритметика, географија, астрономија, музика, поезија и реторика. Покрај овие науки, Константин учел и јазици – латински, еврејски и сириски. Откако го завршил своето високо образование, Константин бил назначен за библиотекар при црквата Света Софија, а потоа бил поставен за професор по филозофија во училиштето што го завршил. Тогаш го добил и името Константин филозоф. Како високо образовани и талентирани личности на Кирил и Методий ќе им бидат доделувани многу тешки и одговорни задачи од страна на византискиот двор. Најпрво биле испратени во мисија кај сарацените, арапите во Багдад, која како и хазарската и моравската мисија представувале дел од политичката програма на Византија, чија основна цел е да ги христијанизираат сарацените, хазарите, моравските словени, бугарите, русите и други народи на исток и север од Византија и да им ја наметнат византиската црковна власт. Кога хазарскиот цар Каган побара од царот Михаил проповедници на верата во Исус Христос, тогаш на заповед на царот биле пронајдени овие двајца браќа и биле испратени меѓу хазарите. Откако го увериле Каган во верата Христова, тие го крстиле овој цар и голем број негови доглавници и уште помногуброен народ. По извесно време се вратиле во Цариград, каде што ја составиле словенската азбука од 38 букви и почнале да ги преведуваат црковните книги од грчки на словенски.
На повеќе царот Ростислав отишле во Моравија и таму ја распространиле и ја утврдиле православната вера, па ги умножиле книгите и им ги дале на свештениците за да ја подучуваат младината. Подоцна на повикот папата заминале во Рим, каде што Кирил се разболел и умрел на 14 февруари 869 година. Тогаш Методий се врати во Моравија и до смртта се потрудил на утврдувањето на Христовата вера меѓу словените. По неговата смрт, а тој се упокоил во Господа на 6 април 885 година, неговите ученици петочисленци, начело со Свети Климент Охридски како епископ, го преминале Дунав на сплав од 3 липови дрвја и пристигнале во Белград, тогаш во Бугарија. Началникот на Белград ги испратил при царот Борис. Свети Наум останал во главниот град на Бугарија и ги поставил основите на Преславската книжевна школа, а Климент е испратен во областа Кутмичевица на југот во Македонија, каде што од Охрид продолжил да работи меѓу словените на истото дело што го започнаа Кирил и Методий на север. Што се однесува до Методий, постојат мощни оскудни извори според кои тој се здобил со световно образование и се посветил на државната и воена служба. Бил надарен со христијански добродетелен живот и државнички и воени способности. Подолго време управувал со брегалничката област и придонесол христијанството длабоко да се всади во македонската душа во тој дел на Македонија. За овој успех бил особено заслужен и неговиот брат Константин. Мисионерската дејност на светите браќа меѓу македонците, посебно возобновувањето и применувањето на македонската азбука, е забележано во житието на Свети Наум. Ова му претходело на преведувањето на светите книги на јазикот на македонците од Солунско и на мисионерското дело меѓу западните словени во Моравија. Извесно време пред својата мисионерска дејност, светите браќа се повлекле во манастирот Полихрон на планината Олимп, каде всушност конечно се подготвиле за своето епохално мисионерско дело. Манастирското осамување го прекинале 2 пати, кога биле испраќани од византиската власт од цариградскиот патријарх во мисии меѓу сарацените и хазарите. Овие мисии ги извршиле со голем успех. Во краткото житие на Константин Кирил, напишано од неговиот ученик Климент Охридски, се кажува дека Кирил открил пред хазарскиот Каган дека не потекнувал од византиски род, ами дедо му бил од хранените луѓе на тук цар, но побегнал во Византија. Ростислав, кнезот на Велика Моравија, испратил молба до византискиот император Михаил III, овој да испрати епископ и учител кој ќе им објаснува на нивни јазик вистинската христијанска вера. Изборот паднал на светите браќа. Тие биле речиси подготвени и за оваа мисија, зашто голем број од светите книги веќе ги превеле на словенски јазик. Тие избрале достојни ученици и помошници и тргнале во Моравија. Таму биле пречекани со голема радост и со големи почести. Набргу потоа отвориле училиште, во кое ги подготвувале идните свештенослужители и учители за западните словенски народи. Тука наишле на голем отпор од германски свештеници, обвинувани за ерес. Биле принудени да појдат во Рим и да го докажат своето правоверие. Во Рим биле примени со големи почести од папата Адриан II. Тој ги одобрил словенските богослужбени книги и наредил да бидат поставени во олтарот на црквата Санта Марија Маджоре и богослужби да се вршат на словенски јазик во 3 римски цркви. Кирил во Рим тешко се разболел и починал во 1869 година. Методий, епохалното мисионерско дело меѓу западните словени, го продолжува сам со помош на своите ученици, кои во Рим биле ракоположени во свештенички чин. Непријателството од германските свештеници не престанувало. Истоштен од напори и измачувања, Свети Методий почина во Нитра 885 година. Неговите ученици биле подложени на измачување и прогони. Некои од нив биле распродадени како робови. Делото на светите браќа по смртта на Свети Методий паднало во голема криза, но благодарение на нивните најдаровити ученици, Свети Климент и Свети Наум,
Охридските светители и чудотворци, учители и просветители, ползувајќи се со својот мисионерски метод што имал за цел да им ја објави Божјата вистина на новите народи, почнувајќи ја нивната културна самобитност, останал жив образец за Светата Црква и за мисионерите на сите времења. Светите браќа Кирил и Методи успеале да станат апостоли на словените. Тие сакале да му служат на доброто на сите словенски народи и на единството на универзалната црква. За овие и вакви своји заслуги, во своето апостолско послание Егригаe Virtulis, папата Јован Павле II на 31 декември 1980 година ги прогласил за копокровители на Европа, чиј покровител е Свети Бенедикт, прогласен од папата Павле IV на 26 октомври 1964 година.